Здраво на сите и добре дојдовте во уште едно издание на Листа за 300. Квиз на знаење и надмудрување кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Нашите надпреварувачи се подготвени и чекаат да ги повикам за да седнат во нивните надпреварувачки кабини. Затоа да не должам повеќе. И денеска први ќе ги повикам победниците од минатото издание на нашиот квиз, односно денешните домаќини, а тоа се Дамјан и Сашо. Повелете. Здраво. Здраво. Сашо, здраво. Како сте? Па супер, премни за ден. И треба да сте така. Кој пат веќе? Трети пат? Трети пат. Трети пат во Листа за 300. До сега колку пари успеавте да ми земете? Сега 300 евра. Супер. Можеш и подобро да биде првиот пат. Првата епизода, да. Така беше, ама сега, ете, веќе имаме подобар резултат и одиме нагоре. Одлично. За денеска, сигурно плановите ви се уште една победа, така? Па, се надеваме на уште една победа. Имате нови противници денеска. Ќе треба пак 2 лицитации да добиеме ако сакаме да одиме понатаму. Со среќа, ако имате нешто да додадете, додадете. Ако не, домаќини, повелете во вашата кабина. А секако, за да продолжиме понатаму, треба да ги запознаеме и нивните противници. Денеска, во улога на предизвикувачи, Даниел и Маријан. Повелете. Даниел и Маријан. Како сте, бреđe? Добро најдовме. Добро, супер. Добре, ни дојдовте. Добро најдовме. Имате искуство со Листа за 300, така? Така. Минатиот пат кога бевте, што направивте? Прв пат сме. Прв пат сте? Зашто мислев? Ти исто прв пат си? Зашто бев убеден дека сте ми биле до сега? Само сме гледале до сега. Само сте гледале до сега. Леле, колку бев убеден дека снимаме. Се учувавме. Да, одлично. Леле, па како е за прв пат сега во студиото? Прв пат. Листа за 300. Добре, релаксирано. Опуштено. Ми се ми изгледате како да сте 100 пат веќе тука, така опуштени, релаксирани, си направи муабе таму, викам, охо, сме се дружеле 100 пати до сега. Ајде да се запознаеме. Накратко, кој си, што си, како си? Јас сум Даниел Спасовски, доаѓам од Крива Паланка, работам и живеам тука во Скопје. Така, кога замина од Крива Паланка? Пред 5 години. Пред 5 години? Ништа не сме се, уствари може да сме се фатиле. Работев долги години на ДВБ горе. Излегував во Крива Паланка, си поминував многу добро. Ке искористам оваа прилика да си ги поздравам сите другари и другарки од Крива Паланка. Маријан? Маријан Папа, доаѓа од Ресен, дипломиран географ на Природно-математичкиот факултет. Не требаше да кажеш. Се знаеме дека географијата ти е јака страна. се шегувам. Не, нема вeze. Страна нема вeze. После дипломирање остана во Скопје и работиме. Како е со работа? Добре? Добре, супер. За сега не ме иде. прашуваме што работите, како да не навлегуваме, ќе имаме време да се запознаеме, нели? така. Ќе правиме муабети на таа тема. За денеска тремата ја заборавивме, на страна е одлично. Тремата на страна. Супер. Во продолжение ќе се договориме, ако има некаков проблем, ќе ми кажете и да Сега. оправиме работата. Сега. Со среќа, Фала. покажете што Фала. знаете. Повелете во предизвикувачката кабина. Дамјан и Сашо, односно Даниел и Маријан се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, треба да провериме дали истите функционираат онака како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел ќе ве замолам да исклучиме кабината на Дамјан и Сашо. Даниел и Маријан, дали се слушаме? Да. Се слушаме. Одлично. Денеска Великден. Да ве прашам, дојдовте подготвени со јајца, знаете дека на крај, ако стигнете до листата, ќе треба да се кршиме со јајца. И така ствари ќе одлучиме кој ќе ги добие парите, да. Готово. Се чекувам. Ја еве, по повод Великден облеков и црвена кошула, може да немам црвено јајце со мене, ама пробав да се дотерам колку можам. Да. Добро се слушаме. Ова беше тест, да видам дали ме слушате добро. Топ. Да, немаме никакви пречки, така. Во продолжение, ако имаме некаков технички проблем, затоа што сте прв пат во Листа за 300, ќе ми дадете знак таму, стаклото затоа е ставено за да чукнете. И да го решиме проблемот веднаш. Исто така, кога ќе ги кажувам темите, доколку не ме слушнете како што треба или нешто не ви е јасно, да ме прашате обавезно. Важи? За да не направиме некоја грешка. Договорено. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина, за да провериме кабината на домаќините Дамјан и Сашо. Како сте? Супер, одлично. Одлично во домаќинската кабина. Да. Очекував дека ќе си донесете нешто салатка за денеска да послајме како што треба. Не, многу ќе ја затераме така. Така. Кај ќе биде крајот. Така.
Добро се слушаме, немаме никакви проблеми. Супер, одлично. Одлично. Значи може да продолжиме понатаму. Може, слободно. Со среќи на вас Благодарам. и време да започнеме со листа за 300. А како и секогаш, така и денеска ќе започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови што завршуваат со ца, односно ца. Бараме зборови што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои завршуваат со буквите ца, односно ца, и кои имаат најмалку 4 букви. Се прифаќаат сите видови зборови како именки, глаголи, придавки, прилози, предлози и друго. Не се признаваат лични и географски имиња на компании и слично. Дамјан и Сашо, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Даниел и Маријан, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација надаваат предизвикувачите. Денеска тоа се Даниел и Маријан. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Дамјан и Сашо, а Даниел и Маријан, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. Да започнеме со 5. Во ред. 5, 9. 9. 9, 15. 17. во ред. 17, 18. 18, 20. 20, 22. 22, 25. 25, Што мисли да одговарат? 25, така? да. 26 добри. Не, чекај. Уште еднаш 26, па ќе се борим. Може би беше. 26. 26, 27. 27, Чекај. Овој иде до крај да одговара, да ги пуштиме. 27. Нека терат. Нека те рад. Нека одговара. да одговарат? Ајде да видиме дали ќе се исплати ова стратегија. Не надававме малце, но сепак не надававме ни премногу. Имаме 27 празни полиња. Дамјан и Сашо, ќе имате шанса да го освоите првиот поен доколку ми дадете 27 точни одговори на тема зборови што завршуваат со ца. Ца. Да, ца. Ца. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Жица. Жица. Рековме да, најмалку 4 букви да има, за да не направиме грешка. Жица. Така е, прв точен одговор. Скица. Скица. Така е. Јадица. 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 Така е. Да прашам, например, како име на риба, може тоа? Дали се прифаќа? Вид на риба ако е... Да. Да. Белвица. Белвица. Така е. Жичарница. Жичарница. Така е. Плашица. Плашица. Уште една риба, така беше? Да. Така е. Иверица. Извини. Не, Иверка. Не. Сега не знам дали е... Како тоа е... Договорете се меѓу себе, не можам. Ја не би можел да ви помогнам сега. Иверка. Да не. Да, и добро што на време реагиравте.
Ноќница. Ноќница. Да. Така е. Ивица. Ивица. Така е. 8 до сега имаме точни одговори. Слепоочница. Слепоочница. Така е. Царица. Царица. Ова, на мама мислеше кога ќе текна. Така е, точен одговор. Кралица. Кралица. Така е. Мајца. 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 Така е. Бабица. 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 Така е. Полица. Полица. Така е. Старица. Старица. Така е. Лубеница. Лубеница. Така е. Темница. Темница. Така е. Палица или палка, како е правилно? Мисля дека е палка. Не мисля дека не знам. Морница не беше. Морница, така. Морница. Морница. Постои само морници, тоа е збор кој што се јавува само во множина, исто како ножици. Ние во муавет нели си користиме да ми ножица, ама иначе ножици само во множина постои како и морници. За жал, во македонскиот дигитален речник нема морница. Супер бевме, колку кажавме, скоро 20-17 поими, повеќе од половина и многу ми е жал што морници не лизнаа по патот. Верувам дека сега вас ме поминаа морници, ама не одубаво, нели? Ки имаме шанса, знаете дека ништо не е готово, сте биле во ваква ситуација, сте се вратиле и со пресврт. Верувам во вас, но сега резултатот е во полза на вашите противници. Ки идеме за кратко со уште една лицитација, во меѓувреме да им честитам на Даниел и Маријан за првиот освоен поен во листа за 300, но немојте да се опуштате, истото важи за вас, се може за момент да се промени. Сега ќе одиме со уште една лицитација, бидете подготвени, но пред да започнеме со истата, да прочитам уште неколку зборови што завршуваат со ца. Имаме автопералница, алатница, антикварница, потоа бакалница, бароница, берберница, бурекджилница, варница, вдовица, венчаница, верверица, гасеница, газдарица, вртоглавица, зимница, зајачица, жолтица, потоа касапница, книжарница, љубовница, матица, магарица. Сега, драги гледачи, како што реков, време е за втората лицитација. Ке видиме дали ќе успеа да се вратат Дамјан и Сашо повторно во игра или Даниел и Маријан за прв пат ќе ми се придружат тука на главната сцена. Затоа да не должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: градови со најголеми трошоци за живот.
Извор – организацијата Мерсер која ги истражува глобалните социјални разлики. Ги бараме градовите од цел свет каде во однос на стандардот во државата се во првите 200 најскапи градови за живење во 2022 година, земајќи ги во предвид трошоците за храна, лекови, цена на недвижности и друго. Интересно, според оваа листа Скопје е на 206-то место во светот. Дамјан и Сашо, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Даниел и Маријан, дали ни е јасна темата? Супер. Знаете дека со надавање при втората лицитација започнуваат први оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна лицитација. Во таа улога се Дамјан и Сашо. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Даниел и Маријан, а Дамјан и Сашо кога ќе имаме понуда, споделете ја со нас. 5. Во ред? Започнуваме со 5. 10. 10. 12. 12. 20. 20. 22. 22. 25. 25. 26. Едно повеќе 26. 30. 30. Нека одговарат. Нека одговарат. Одговарат? Ајде да видиме, Дамјан и Сашо, дали ќе се исплати овој пат стратегијата. Даниел и Маријан, ајде за прв пат да одговараме во листа за 300. Да го поминеме и тоа, кажеш. Темата беше градови со најголеми трошоци за живот. Имаме 30 празни полиња тука. Треба да ми дадете 30 точни одговори за да го освоиме овој поен. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Берген. Така е, точен одговор. Ванкувер. Ванкувер. Така е. Женева. Женева. Значи, Женева еден од најскапите градови за живење во првите 10. Така е, точен одговор. Ставангер. Ставангер. Само момент да проверим уште еднаш. Мора да... Да. Над просечно скапи градови. На кој место? Норвешка. Не, знам дека Норвешка. Југозапад. Комуницирам со тимот исто да ми кажат на кое место се наоѓа, затоа што не е помеѓу 200 најскапи градови во светот. Може би во Норвешка, но според параметрите што ги баравме, не е помеѓу тие, меѓу првите 200 најскапи градови во светот. Повторно на брзање малце, зашто не одевме со сигурните, Маријан? Со големите што добро ги знаеме, како Хонг Конг, Цирих, Тел Авив, Њу Јорк, ги знаеме дека... Почнувавме ред по ред од тој регион. Од тој регион така сакавте да Убеден бев дека е на листата. И јас бев убеден затоа што Норвешка, станува збор за Норвешка, во принцип нели стандардот им е повисок. Така. И очекував да е, но ете, Скопје е поскап град. Живееш во поскап град, може слободно да се пофалиш. Со помалце пари. Резултатот е еден, знаете дека ништо не е готово, сега следува оној најинтересниот дел барем за мене, тоа се пеналите. Затоа сконцентрирано во продолжение ќе играме пенали. Честитки за поенот, сепак ви се насмеав на среќа повторно и резултатот 1-1. Пред да продолжиме понатаму, истото важи за вас, без брзање и во продолжение, ќе играме пенали. Но пред да продолжиме со пеналите, да прочитам дел од оние градови со најголеми трошоци за живот. Во првите 10 се Хонг Конг, Цирих, Женева, Базел, Берн, Тел Авив, Њу Јорк, Сингапур, Токио, Пекинг, потоа ги имаме Амстердам, Атина, Атланта, Банкок, Барселона, Будимпешта, Буенос Ајрес, Вашингтон, Детройт, Дубај, Загреб, Каиро, Куала Лумпур, Кувајт Сити, Лондон, Лисабон, Лос Анџелес, Мадрид, Љубљана, Осло, Рим, Рио де Жанеиро, Сао Пауло, Сеул и уште 180 би поставил други градови. А сега, драги гледачи, Москва исто така се наоѓа помеѓу поскапите, еве тука ме праша во студиото. Чекај да видиме. Море не гледам. Добро, како и да е, не е важно. Време е за пеналите, да не би го одзимам и на вас времето.
А денешната тема за пеналите гласи: зборови во песната на Великден. Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во Evergreen песната на Великден на нашиот кант автор Джина Папазджокси. Ги признавам и зборовите кои се разликуваат макар и со една буква. Секој ист збор можете да го кажете само еднаш. Внимавајте, ги признаваме само зборовите од оригиналната верзија, не и зборовите од песната која ја отпеа Ламбе Алабаковски и во која има додадено своји стихови. Ке искористаме ти оваа прилика да им го честитам големиот празник на сите верници и секако ете, во таа чест ја даваме и песната, легендарната песна на Джина Папазджокси на Великден. Знаете дека на пенали први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи. Денеска тоа се Даниел и Маријан. Даниел и Маријан, кога ќе бидете подготвени, започнете. Мили. Мили. Така е? Заљубил. Заљубил. Така е? Боже. Боже. Така е? Беше работа минимум 3 букви, така? Да. Сум. Сум. Така е? Великден. Извини, зборовите од насловот не ги играме затоа што е еден збор и нема да биде фер за противниците. Добро. Сигурно ти текне друго зборче. Голем. Голем. Голем, точен одговор? Тој. 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 Така е? Ден може да го кажеме? Може. Ден. Ден. Така е? Гајди. 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 Така е? Помогни. Помогни. Така е? Одекнат. 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 Така е? Кажи. 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 Така е? Одовде. Одовде. Пака, може би звучи како еден збор, нели, одовде, но сепак е еден збор од овде. Тимот рече овде да го прифати како точен збор. Во ред, продолжуваме. Како? Како? Така е? Небото. Небото. Така е? Ајде, пете си ја во себе, Даниел и Маријан. Пронајдам. Пронајдам. Најдам. Најдам? Најдам. Добро. Дали исто ли? Добро, добро. Најдам. Значи, со најдам остануваме. Добро. Ајде да провериме се. Најдам, точен одговор. Дамјан и Сашо. Повикувам, ја го кажавме? Повикувам, не.
Колку што можам да видам не. Така е, повикувам точен одговор. Може да ги вратите само зборовите ако се... Да. Нема да може би извини. Добро, кој кажам ти кога? Да, ќе ти кажам, ако случајно го има зборот, некој рачунаме како Сум погрешно. беше? Сум беше... Само момент, веќе проверам уште еднаш. Да, беше сум, дефинитивно. Чекай малку само текне. Така, мислам да не е. Ќе морам да бројам. 10, 9, 8, Така? 7. Како? Така. Така. Ајде да провериме. Така. Така, точен одговор. Христијански, дали? Христијански. Не е кажан, да, до сега не е кажан, не е поминат по овој збор. Сега уште да видиме дали го има во песната и тоа е тоа. Христијански точен одговор. Морам да бројам. 10, Јас. 9, јас. Ајде да видиме јас. Така е, точен одговор. Празник го кажавме. Празник, само момент. Да проверам. Празник не е кажан. Чек, може Марко малку? Може? Чекај, да видам да Добро, не греши ајде. ми работава. Ке мора да бројам. 10. Ден, Ден. ден го кажавме. Ден мисли, само момент. Кажан е ден. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Така. Така. Го кажа. Така. 3. Ден. 10. Не кажам О, кажам. Морам да пробам пак. Кажавте зборче никој или не? Така. Така. Ников не така. Кажан е така. Кажан е 5. така. 4. 3. 2. Најдеме. Еден, ајде да видиме, најдеме. Најдам, знам дека го искористивме, но има и најдеме. Точен одговор. Даниел и Маријан. Браво. Браво, Бога ми, јас изненадив, браво. Ајде и ви изненадете сега. Сум. Сум. Да видам само, не знам. Кажан е сум. Сега ќе мора да броиш, Марче. Ајде, мисле, ти имаш уште нека секунда пред да почнам да бројам. Бил. Бил. Ајде да видиме, бил. Бил, за жал, го нема во песната на Великден, но уште не е завршена приказната за вас. Треба да видиме дали вашите противници имаат точен одговор. Доколку погрешат, продолжуваме понатаму како ништо да не било. Дамјан и Сашо, кој е вашиот одговор? Ајде. Ајде. Ајде да, ајде да видиме. Дамјан и Сашо.
Ајде уште еднаш да ми се придружите тука на главната сцена, затоа што повторно успеавте да излезете како победници во целата работа. Браво за вас двајцата. Ке се вратам за кратко да поразговараме Даниел и Маријан. Одлично прво учество во листа за 300. Сериозно ви кажам, стигнавте на пенали, знам дека ви е криво сега. На допад бевте на победата и тука веќе само искуството на вашите противници пресуди. Искрено се надевам дека ова нема да ве разочара премногу за да не се пријавите уште еднаш во листа за 300. Искрено се надевам дека за кратко време повторно ќе седнете на истото место, па потоа и ќе промените кабина секако. Но до следното гледање, за жал, морам да ви кажам чао. Чао. Драги гледачи, интересно издание денеска на листа за 300. Сега ќе треба само да видиме во продолжение што ќе успеа да направат Дамјан и Саша, дали ќе успеат да се заминат со парична награда или пак не. Но, пред да стигнеме до тој дел, да ја прочитам прекрасната песна на Джина Папас Джокси на Великден. На Великден сум се заљубил на тој голем ден христијански. Ајде Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Толку народ јас не сум видел што на Великден се насобрал. Мили Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Мили Боже, ти ми помогни, кажи како да ја најдам. Гајди сега нека одегнат одовде па се до небото. Јас со песна ве повикувам, сакам неа да ја најдеме. Јас со песна ве повикувам, така неа ќе ја најдеме. А сега, драги гледачи, време е Дамјан да ги повикаме тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Дали ќе освојат парична награда, ќе дознаеме во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме по паузата. Дамјан и Саша повторно ми се придружија на главната сцена и за кратко ќе се соочат со темата од нашата листа. Но секако, пред да им ја кажам темата и пред вие да слушнете, драги гледачи, на брзинка да се подсетиме за како стојат работите со нашата листа. И уште еднаш честитки. Благодариме. Покрај шансата сега да освоите парична награда, си обезбедивте учество по 4-ти пат во листа за 300 и честитки за истото. Благодариме. Како што можете да видите, Саша и Дамјан, нашата листа е составена од 15 празни полиња. Ако ми дадете 3 точни одговори, ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори ви следуваат 100 евра, за 9 150, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори ќе си заминете од нашето студио со сума од 300 евра. Што на вас и не ви е така непознато? Минатото издание на листа за 300, баш таа сума парични ја земавме, така беше? 200 уствари и 300. Претходно. Така, и 100 и 300, така. Е, сега вака, за денеска имаме тема интересна, поврзана со литературата. Како стоиме со литература? Така. Ке видиме, можеме на оваа тема, ја што викам и од општа култура, може да се стигне до некаде. Да. Искрено да се надевам дека ќе успеете да ми земете уште некој ден, да се окружиме на 400-300, е тешка за делење. Тешко за делење. Да, 150, 200, не е тоа, вака по 200 е таман. 200 супер. Или по 300. Да, тоа може, што да не. Слушајте добри вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема ликови од Шекспировите дела, се извинувам. Бараме имиња на ликови од било кој од многуте Шекспирови дела, без обзир дали се споменуваат во самиот наслов или во содржината на делото. Уште еднаш, значи ги бараме ликовите од познатите дела на Шекспир. Ја мислам дека од што сме слушале и Може слободно, кога сакате, да. Дека те слуша, почне да му објаснуваш, па викам, чекај да не ме прекинувам. Ромео. Алфа Ромео. Така е, точен одговор. Јулија. Што им да правија проблеми на цели фамилии. Како не ме Јулија, втор точен одговор и трети. Ајде. Крал Лир. Кралот Лир. Браво, Сашо. Крал Лир
Трет точен одговор за 50 евра. Честитки. Благодарам. Сега, размислете, дали одиме понатаму, дали ќе си ги земеме овие 50 евра, ќе се почастиме еден ручек денеска. Оставам на вас, договорете се, видиме. Чекај да видиме прво. А да прашамо, например, како пример тие што се фамилиите, дали тоа влегува во одговорот, например? Или само стрикно како името, например? Како име ги бара, како ликови, да. Добро, добро. Отело. Отело. Хамлет. Јако, мислам дека беше. Како рече? Кој се мислите? Отело, Хамлет и Јаго. Имаше такво да се спомнуваше во име. Па пробајте се, видете. Ако не, додека и помало сумати, да погрешиме сега, не губе многу. Ако не, па ќе видиме што. Одиме. Дели ако промој, дели ако. Ке му тепа тие што гледаат гледачите, ке вас може би ке куртулам за ова, сега. Извинете, сега ќе видиме. Ајде. Како рековме? Отело, Отело. Отело. Тоа беше така. Отело, точен одговор. Потоа Хамлет, Хамлет. И Хамлет точен одговор. И Јаго. Како кажа? Јаго. Јаго. Ајде да видиме Јаго. Тука е дискутабилно, тој ке мене. Или пак не. Јаго. Шести точен одговор за Сашо и Дамјан. Честитки. Уште 100 евра успешно пишани на вашето конто. Чекај да видиме да ми текне уште некој. Ајде сега женските. Лицови. Ето е маката. Чекај. Знам. Што ќе правиме, Сашо? Не ми текна. Па, едно што. Доволно. 100 евра си за 100 евра, кажи, честитки. Благодарам. Сега, значи имаме севкупна сума од 400 евра. Супер, веќе е полесно за делење. Но имаме друг проблем, уште едно учество, што значи ќе треба да атакуваме на уште пари. Дај Боже. Честитки уште една за вас двајцата. А пред да се поздравиме, драги гледачи, јас да ги прочитам оние најпознатите ликови, ќе ги издвоиме од Шекспировите дела, ги има повеќе од 100. Но, ајде, вака ги имаме Антоние, Дездемона, потоа Јулије Цезар, Клеопатра, Макбет, Оберон, потоа Офелија, Ричард III, Тезеј, Тимонодатина, Хиполита, Шајлок и така натаму ги има уште многу други. Драги гледачи, денеска бевме сведоци на едно многу интересно возбудливо издание на квизот Листа за 300. Не ми останува ништо друго, освен да ве поздравам, секако да ви посакам да останете со програмата на телевизија Сител и да го очекувате следното издание на нашиот квиз. До тогаш, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!